Половина час денеска напладне земјоделци од Тиквешијата го блокираа патот Градско Прилеп кај Росоман. Тие, како што рекоа, излегле на предупредувачки протест. Ако не им се исполнат барањата во најкратко време, се заканија дека протестите можат да ги радикализираат. Обвинија дека се заборавени од државата, принудени се да преживуваат без пари, без исплатени субвенции и реколта. Се приморани да го одржуваат производниот процес и од новата реколта, но повеќе немале ниту трпение, ниту пари за да работат. Неисплатени субвенции, мрзнење на лозовите и овошните насади 2017 година и неисплатените количини од претходните реколти. Значи, уште еднаш потенцирам, ситуацијата во државата не ни е за протести, бидејќи се јавуваат многу протестни собери, одбрана на државата се по овие родни полиња овде, и затоа само како предупредувачки протест најавуваме дека во наредните денови може да се радикализира. На протестот меѓу присутните имаше и регистрирани земјоделци кои пред новинарските екипи се пожалија на маките со кои се соочуваат. И да кажеме дека се бориме за голо парче леп, нема да фане место. Мојабетот, пошто не верува никој дека сме во мат позиција. Само сакам да прашам сегашниот премиер и бившиот премиер биле за Великден да го чествуват Великден во некој манастир. Кога сите ние се бориме за парче леп и канеме од срце канеме, дали се рамне нашите клетви на нивните молби? Зашо не се молеа? И зашо се борат? Ако некој може да живее да јаде камен или каја стоката слама, нека пропадне сето земјоделие, нека пропаднеме ние, не ќе најдеме екзистенција. Беме работници, пролетери, отидоме во стечај. Некој од СДС, некој од ВМРО. Јас сум отиден во стечај од ВМРО. И да ни дадат веќе тие едни субвенции и да се потруди државата да преземе мерки. Не може ќе дојде густо и да кажува дека ние сме приватни физички лица, откупувачи се приватни. На државата и требаме ние. Сите јадме од земјоделието. Убаво е, у Македонија не е било никош традиција за Великден да има јагне. Џабе лажат. Јас сум од село, од стошарска фамилија. Значи, земјоделецот возможува квалитетно да се ране нацијата и да извезува. Ако не му требаме ние на државата, нека кажат, ни си иселиме. Јас на мои 54 години сум во секој момент спремен да се минам од државата. Да прашам, пошто сега се вртат многу спекулации од министерот за земјоделие, дека субвенции се дале не знам колку. Субвенциите се дадени строго на партиска основа. И ме интересира како баш тие луѓе зеа. Не е мал број. Зошто тие зеа? Јас мислам дека предност има регистриран земјоделец. Тоа му е дејност, од тоа живее и за тоа треба да биде награден. Не може да го користи буџетот, да зима плата од буџетот, да зима регрес за годишен одмор и друго, и прв тие да изземе субвенциите. Земјоделците кои протестираа добија поддршка и од советничката група на СДСМ во Кавадаречкиот совет. Советникот Горан Белевски побара вонредна седница на советот. Значи, како член на советот на општина Кавадарци и како советничка група од Социјалдемократскиот сојуз и од опозицијата, јавно ги поддржуваме ваквите протести на земјоделците и еве јавно бараме и од градоначалникот и од претседателот на советот итно да се свика вонредна седница со единствена точка на дневен ред формирање на комисија за проценка на штетите кои што настанаа со измрзнувањето и на лозовите насади и на овошките. Земјоделците оваа година се најмногу понижени, субвенциите не им се исплатени, резултат на тоа е блокирањето на процесот во собранието за формирање на нова влада. Земјоделците бараат од државата да им помогне и при откупот и исплатата на нивното производство. Нито има организирано производство, нито има организиран откуп, нито има гарантирани цени, нито има редовна исплата. Верувајте, на крајот, билансот од било кое производство, од било кој поглед, дали било тоа од градинарство, овоштарство, лозарство, крајниот резултат на земјоделецот е фиксна нула. И до сега, па почнувајќи посебно од лозарството од 2009 година, никаква помош се нема од страна на државата. Него од година во година се е по-лошо и по-лошо. Сега овој момент и ланската година, посебно оваа година, е катастрофа.
Милкова Гева се пожали на пропаднати пари за предадениот род во 2012 година, неисплатено ланско грозје и неисплатени субвенции за овоштарството. Винеа 2012 2.500 евра ни пропаднаа. Се вика Горан газдата. А ланското грозје 40.000 не е исплатено. Јас лично барам грозјето да ми се плате. А субвенциите ми се земени за гројство, а за праските не ни се земени. Проблемите со кои се соочува Горан Ристич, регистриран земјоделец од неготинското село Тимјаник, исто така ги сподели со јавноста. Јас сум земјоделец од Тимјаник Неготинско. Имаме неисплатени гројзиња, субвенциите не ни се земени, аз сум чист земјоделец, што чекам само земјоделие. Со 9 члена породица чекам земјоделие. Субвенциите не ми се дадени и имаме големо измрзнување, процент. Околу 60 дека да се расправаме со лози, па 70-80% сето измрзнато 100% може да се каже и повише. И би сакал да кажам, ако може тие субвенциите да ни се дадат, да се формират комисии за процена на измрзнувањето и да можеме некако да бидеме обештетени, да може да го продолжиме животот нормално. Како живеете без платено грозје и без субвенции? Да не си нашата кожа. Тешко. Со плата тешко, без плата е никако.